Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in the Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски. И на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Нашата игрорна група од Ньюкасел Стив Наумов организираат игранка во нашата македонска сала по повод крајот на ова година 2018 и тоа во сабота на 8 декември со почеток во 6 сатот вечерта. Влезниците се $20 по лице, а за деца 15 и помали од 15 години влегуваат бесплатно. Барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто така куњата со разновидни појадоци. Ќе свират најпопуларните од Сиднеј, Сонја Динамик со Илија Ампески и Мирко Голуб. А воедно, како и секогаш, ќе настапат со најновите сплетови нашите играорци Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски. За повеќе информации, јавете се кај следните лица. Джесика Маджуровска 0404 934210, Белинда Тиздал 0402 737767, Натали Дончовски 0420 421001, Мелани Стериовски 0409 513340 и кај Мелани Лозановски на 0439 736056. За сите погреби во црквата Света Богородица, овде во Ньюкасел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148. За сите ваши потреби, ако ви треба салата за некои веселби или други потреби, може да се јавите кај истите лица. Пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкасел организира прошетка со автобус до Сиднеј во местото Паркли Маркет. И тоа во сабота на 17 ноември со поаѓање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатот се бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така да најавиме дека пензионерската чланарина може да се ја платите за ова година ако се јавите во салата секој понеделник и четврток кај управата на пензионерското друштво Гоце Делчев. А сега да одиме со најновите вести од Македонија. Правда за Никола Груевски, побараа граѓаните и партиски соработници. Името на екс-премиерот Никола Груевски цел час одекнуваше пред кривичниот суд во Скопје.
симпатизери, членови на партијата ВМРО-ДПМН и негови поддржувачи побара правда за поранешниот лидер на партијата зад петте барања. Прв застана организаторот на мирниот протест Александар Трајковски, обвинет заедно со Груевски во предметот насилство во општина Центар. Од кривичниот суд во Совет во судот побара да му ја прифати жалбата за одложување на затворската казна за набавка на луксизниот Мерцедес и од председател Ѓорѓи Иванов да најде начин и да го запре политичкиот прогон против поранешните први луѓе на партијата. Протест заврши. Граѓаните се разјодија, а организаторите барањата ги однесоа кај Иванов во вилата на Водно. Протестот кој беше закажан за социјалните мрежи го поддржаа и поранешните функционери, пратеници и соработници на Груевски. Најбројни беа пратениците меѓу кои Крсто Јовановски, Драган Данев, Трајко Вилјановски, кои ги избегнуваа камерите на медиумите, оние кои говореа ја критикуваа и актуелната власт. Ги немаше обвинетите во случајните на СЈО. За судските работи изјава даде и поранешниот градоначелник и лидер на партијата Гром Стефче Јакимовски. Граѓаните пак донесоа знамења, транспарентни и скандира правда за Груевски. Прашани велат дека го поддржуваат и му порачаат дека тој не е сам во борбата. Судот на Груевски му изрече 2 годишна затворска казна за незаконито влијање за примање награда околу набавката на луксизниот блендиран Мерцедес во Министерството за внатрешни работи. Апелација ја потврди казната. Деновиве привршуваат последните рокови за жалба на упатниот акт со кој Груевски треба да се јави во затворот во шутка за издржување на казната. Хан ја поздрави посветеноста на Мицковски, да не го кочи процесот договорот од Преспа во собранието. Комесарот за проширување Џоханес Хан на Твитер мрежата објави дека имал корисни разговори со председателот на ВМРО-ДПМН Кристијан Мицковски. Бев кристално јасен дека ратификацијата на договорот од Преспа мора да се финализира брзо и без никакви пречки. Ја поздравив неговата заложба да не го обструира процесот во собранието на европските интеграции и е потребна конструктивна опозиција, ќе заклучи Хан. Шкарич, тој вели, вметнувањето на рамковиот договор во преамбулата е политичка одлука и договор. Промената на преамбулата на прв поглед изгледа ситна, но е многу значајна. Владата сака да го одбегне манифестот на Асно, кој е проблематичен за Грција. Сегашните предлагачи на уставните измени сакат одлуките на Асном да ги заменат со проглас, освен манифестот кој не фигурира во процесот. Манифестот на Асном повикува на обединување, кажа Шкарич. Целиот договор со Грција е правен поради едно прашање: Република Македонија да рефлектира само на едно географско подрачје. Концептот на обединета Македонија се одржува долго време. Никој не може да го побие и представува дел од историјата. Очигледно е дека станува збор за политички договор со вметнување на Охридскиот рамковен договор во преамбулата. Ако Охридскиот рамковен договор биде вметнат во преамбулата, Македонија може да добие на стабилност. Во договорот се гарантира унитарност на државата. Охридскиот рамковен договор не е целосно преточен во Уставот. Ако рамковиот договор стане уставна категорија преку преамбулата, тогаш Уставниот суд може полесно да одлучува. Менувањето на преамбулата е политичка одлука. Јас бев критичар на рамковиот договор, но денес го гледам многу пошироко. Битен е зборот Македонија. Штом зборот Македонија обстојува, тогаш идентитетот е загарантиран. Не гледам ништо спорно во менувањето на имињата на државните институции. Грција покажа поголема чувствителност кон територијалните претензии отколку името. Кога станува збор за македонско малцинство во странство, нема некои позначајни измени во предложените амандмани. Треба да се одреди со одлука дека амандманите стапуваат на сила веднаш кога Грција ќе ратификува договорот и протоколот. Ако измените поминат,
Македонија ја заврши својата задача. Ако Грција не го исполни својот дел, тогаш се губи сила, смисла а договорот ќе остане за во архива како доказ за добрата волја на Македонија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на маргините на Конгресот на Европската народна партија оствари средба со еврокомесарот задолжен за проширување и добрососедна политика Јоханес Хан. На средбата Мицковски нагласи дека стратешки приоритет на ВМРО ДПМН е членството на Република Македонија во Европската унија и дека во таа насока партијата ќе продолжи да дава значителни придонеси. Мицковски го информираше Ханс за политичкиот прогон и злоупотребата на правосудството против ВМРО ДПМН. Во рамки на прогресот на НП, Мицковски оствари средба и со Андреј Пленковиќ, премиер на Република Хрватска, на која што двајцата соговорници разговара за продлабочување на досегашната соработка и користење на хрватските искуства во процесот кон приближување на Европската унија. Вечерва Мицковски ќе присуствува на самитот на Европската народна партија, каде што ќе се дискутира за изборот на кандидат за председател на Европската комисија, каде што учество ќе земат и председатели, премиери и лидери на опозиција на најголемото и најмоќно политичко семејство на Европската унија. pesni gordo peme. Tu
pesni gordo peme. Od Kumanovo do Gebgelija i od Berovo se do Pitola, tuka narodov, saka muzika, ima srce, ima duša, saka pesni da sluša. Da pan se tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Da pan se tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Ej, od Prilepa pa do Strumica i od Radović se do Ohrida. Ovde pesnata nije ikona, južno sunce duša greje i od srce se peje. Da pan se tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Da pan se tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Da pan se tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Da pan se tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Ajše lično, ajše na penđer ti poddaj se, ja si dam da te vidam. Ajde, ajše lično, ajše
oči, tvoji oči da me puni. Ej, more lično momče, ja svino kete služam i voči kete pulam. Ej, more lično momče, što ke mi taksaš biro za takov seba milo. Ayşe mori, Ayşe nalani keti kupam od pazar durno struga. Ajde Ayşe mori, Ayşe ti kakvi sakaš, takvi za nevesta pak zlatni. Ej, more lično momče, doagjaj dure sonce, a berot mi je storen. Ajde večerke me grabat, begalka ke me pravat, zajedno staro aro. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата. Нашата игрорна група од Нјукастел Стив Наумов организираат игранка во нашата македонска сала по повод крајот на ова 2018 година и тоа во сабота на 8 декември со почеток во 6 часот вечерта. Влезниците се $20 по лице, а за деца 15 и помали од 15 години влегуваат бесплатно. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто и куњата со разноврсни појадоци. Ќе свират најпопуларните од Сиднеј Сонја Динамик со Илија Ампески и Мирко Галуп. А воедно, како и секогаш, ќе настапат и нашите играорци Стив Наумов со најновите сплетови под раководство на кореографот Добре Колевски. За повеќе информации јавете се кај Джесика Маđуровска на 0404 934218, Белинда Тиздайл 0402 737767, Натали Дончовски 0420 421001, Мелани Стариовски на 0409 513 340, исто кај Мелани Лозановски на 0439 736 056. Сите сте добро дојдени. За сите ваши погреби во црквата Света Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај следните членови: Џони Илинковски 0437 545456, Ристо Веловски 0414 296910, Саша Стојчевски 0408 490148. Исто така може да се јавите кај овие членови ако ви треба салата за изменување за сите ваши веселби и други потреби.
Пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел организира прошетка со автобус до Сиднеј во местото Паркли Маркет. И тоа во сабота на 17 ноември, со појање на автобусот од пред црковната сала во 7:30 сатоца бајлето. Цената е $20 по лице. Исто така да најавиме дека пензионерското друштво Гоце Делчев најавуваат за новата чланарина за ова година, може да си ја платите ако се јавите секој понеделник и четврток во црковната сала кај било кој мембер од пензионерското друштво Гоце Делчев. Доста беа комши, лагите од вас, светот ја знае вистината за нас. Доста ни ја крадете нашата историја, секогаш постоела една Македонија. Душмани клети, добро знаете, Еге и Пирин, наши земји се. Душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Филип и Александар се македонски, Грујев и Питугур Јане Сандански. Сами ја изградивме првата република, Делчева и Канева, славна Македонија. Душмани клети, добро знаете, Еге и Пирин, наши земји се. Душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме. Срамене денот пред 100 години, парчевте земја, браќа родини. Мора да се исправи таа тешка неправда, мора да си бидеме една Македонија. Душмани клети, добро знаете, Еге и Пирин, наши земји се. Душмани едно, запаметете, ни име, ни јазик не менуваме.
silno, najsilno, da go čuje, svetog počuje, glas od na Makedoncite, da go čuje, svetog počuje, plačot na Makedoncite. Dosta beše ostavedene, ušte kolku će ne delite, zarem tolku sme vi zgrešile, za pepel da me pravite, zarem nije pravo, nema me, zarem samo bijelu jeste. Narode makedonski, barem egnaš obetini se, mnogo životi me zadužile, Makedonija da ja čuvam me. Narode makedonski, ista krv i vera nije sve, bratski zajedno da si kaže me, Makedonija ne jadava me. Mnogo od nas, Bože, grešni se, daj mi sila da im prosti me, daj mi sila da se sploti me, bar za jedno da se složime, koji daje napred neka je, Makedonija na Makedoncite. Narode makedonski, barem egnaš obetini se, mnogo životi me zadužile, Makedonija da ja
Тоа беше најдобриот и најмладиот гајдаджија Петар Ангелевски од село Стругово, Демихисар. Почитувани слушатели, продолжуваме со најновите вести од Македонија. Пред Основен суд 1 Скопје, вечерва членови на ВМРО ДПМН протестираат против судската пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски. Како што наведе Александар Трајковски, член на партијата и актуелен советник во општина Гази Баба од ВМРО ДПМН, тие се собрале бидејќи било јасно дека ова што му се случува на Груевски е политички прогон. Она што е смешно во целата ситуација, што се води во случајот Тенк, е што главниот доказ за така нареченото дело Мерцедесот е се уште во владата и секојдневно се користи за потреби на државата, нагласи тој. Посочи дека СЈО има една цел и дека таа цел е да се работи за уништување на политичката елита на ВМРО ДПМН. Сите обвиненија на СЈО се базирани на незаконски начин, како што е тоа во Законот за кривична постапка. Пропишано, нагласи Трајковски, кој исто така е обвинет од СЈО за случајот насилство во Центар. Истакна дека како граѓани на Македонија ги охрабруваат судите да преземат чекори и да работат во согласно со Законот на Македонија и побараа од Кривичниот совет, кој се расправа по жалбата дадена од Груевски за одложување, добро да ги разгледа причините наведени во барањето за одложување и истото да го прифати. Тие го повика и председател Ѓорѓе Иванов да донесе одлука со која ќе го прекине овој, како што го нарекува политички прогон, што се спроведува во Македонија. Иницијативата Правда за Никола Груевски достави писмо до председателот Иванов. Председател Ѓорѓе Иванов да го спречи политичкиот прогон во Македонија и да не дозволи затворите да се исполнат со политички затвореници, напиша вечерва во писмото представниците на иницијативата Правда за Никола Груевски, кои го доставија до кабинетот на председател Ѓорѓе Иванов. Доставувам писмо во кое ние како иницијатива го образложуваме сите наши видувања, сите наши ставови по однос на она што се случува во политичкиот прогон во Македонија, истакна Трајковски. На прашање што е за нив политички прогон, тој рече дека СЈО, кое е формирано со политички договор, е противставено, како и дека сите нивни обвиненија кои ги имаат поднесено во судот се базираат на незаконски стекнати материјали кои, како што рече согласно Законот за кривична постапка, не може да представуваат доказ во судската постапка. Трајковски наведе дека председателот знае за сите случувања кои се политички прогон во Македонија. Охрид празнува 74 години од ослободувањето. Охрид со низа манифестации и свечености денеска ја одбележа 74 годишнината од ослободувањето на градот од фашистичката окупација во Втората светска војна. Празнувањата почна вчера вечер со концерт на ученици на основното мужичко училиште Методи Патче. За денеска се предвидени повеќе активности што ќе почна во 11 часот со спомен паркот на револуцијата и во градскиот парк каде ќе бидат положени 74 рози за исто толку години слободен Охрид. Цвеќе ќе биде положено и на спомен обележјата на НОБ, Народно-ослободителната борба, на градските гробишта кај Основен суд, во дворот на Сосо, Свети Кирил и Методи, а панехида и полагање свежо цвеќе ќе има и кај паметникот на народниот херој Јасна Ристевска во село Рамне. Централниот настан на рамки на свеченостите е предвиден за попладне на малиот плоштад кај поранешната градска библиотека, каде своји обраќања по повод празникот ќе има градоначалникот Јован Стојановски, представник на Општинската организација на Сојуз на борци од Охрид и Дебарца, а најавена е и културно-метничка програма. Празнувањата ќе бидат заокружени со свечена приредба на повод патронскиот празник Јасна Ристевска, што ќе се одржи во Центарот за култура Глигор Прличев. Стартува реконструкцијата на куќата на Блаже Коневски во село Небрегово. Започна реконструкција на кровот на спомен домот на Блаже Коневски, кој се наоѓа во неговото родно Небрегово. Инвестицијата чини околу 1 милион динари, а на покривот се поставуваат специјални камени плочи од Грција.
подолг период куќата се наоѓаше во незавидна состојба, бидејќи поради уништената кровна конструкција, внатре течеше вода, а кровот беше покриен со најлони за да се заштити поставката. Спомен домот беше отворен во 2005 година и оттогаш воопшто не е реновиран. Реконструкцијата на самиот објект е многу значајна како за објектот, така и за презентирање на се што е вметнато во постапката на спомен куќата, која што е една од најпрезентиваните и еден од најпосетуваните споменици и од ученици и од домашни странски туристи. Сите тие артефакти кои се изложени се автентични, кои ги користело семејството на Блаже Коневски, изјави Благој Атанасовски, директор за завод и музеј Прилеп. Ова реконструкција се очекува да придонесе и за зголемување на бројот на посетители на спомен куќата, а материјалите кои се употребуваат за реновирање биле даден далеку поквалитетни од претходните. Дел од плочките полека се лизгаат и постоеше опасно поставката внатре да биде оштетена. Постојано тие камени плочи кои паѓаат ги враќав каде што стоја, така што некако се одржуваше, но со ова препокривање со овие камени плочи кои се подобар квалитет и на кои ќе се направат отвори и потоа истите ќе се заштрафуваат за дрвените греди, со тоа мислам дека куќата не во наредните 10, туку во наредните 110 години нема да има проблеми со никакво прокиснување, вели Миле Спирковски, водич во спомен домот и иницијатор за неговата изградба. Инаку заводот е музеј и музеј Прилеп има поднесена иницијатива сите училишта во Македонија во своите редовни екскурзии да ја внесат куќата на Блаже Коневски. Доколку се реализира ова идеја, над 300.000 ученици и студенти би го посетили овој спомен дом, со што би станал еден од најпосетуваните музеи во Македонија. Магазините на Македонски шуми во Струмица наместо со дрва полни се со запленети возила. Наместо со огревно дрво, складот на шумското предпријатие во Струмица е преполно со возила запленети од дрвократците, стари и во најголем дел хаварисани патнички автомобили, трактори, комбајни и брдо од запрежни коли кои веќе обраснате со трева. Ваква е сликата во складот. Само на овој простор има над 1000 возила, од кои некои не се подигнати со години. Од придружницата на Македонски шуми велат дека станува збор за сериозен проблем кој го има долго време, но не може да го реша бидејќи за конфискување возилата биле надлежна агенција за запленот имет. Реагирале повеќе пати, но без успех. 10 години не се подигнати од нашиот плац и покрај тоа што постои агенција за одземени предмети. Во изминатите години сигурно имаме по 2-3 писмени известувања до нив и барања за да може да се отстранат тие предмети, затоа што представуваат и најголемо еколошко загадување во градот. Значи, нашата фирма не можеме да се ја препознаеме од тие шумско стопанство, туку е отпад за железо, вели Никола Ристов, шеф за заштита на шуми Беласица Струмица. Од агенцијата вела дека се работи за голем проблем и тоа во цела држава, наследен од претходната власт кој не бил решаван со години, додека состојбата била скоро идентична во сите градови, поради што се соочувале со сериозни проблеми. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday, same time.